Рекоте дека во владина процедура влегува два проекти, тоа е Закон за урбанизам и Законот за градба. Првата реакција и на екологистите нова дека е тоа нов трик на власта која треба на оден начин да го деблокира мораториумот во центар, што предполагам изградба на овие црковните згради и така натаму, и второ дека Иво Карпош е во застој. Се надам дека тие законски проекти не се носат само заради тоа. Или директно ќе ве прашам, има ли некој кој дефинитивно нова наша градежна и урбана мафија ќе застане на стопало, не зборам. Се чини дека станува македонски тренд сите перење на парите да се изведе преку градежни операции. Кој може да му дозволи на било кој градежник да изгради оној кинески зид на улицата на 8 септември, кој ги и така скромните ветришта да ги елиминира. И при тоа мислиме дека е тоа ремек дело. И авторот на вели дека е тоа големо дело. Јас живеам во Тафталич, каде што се 1+2, во сред Тафталич. На сите овие што имаат до 3 спрата право, им изградија 5 згради со по 8 до 12 спратови. Не зборувам за неравноправност, зборувам за елементарниот дух дека не можеме да си го заштитиме, да си заштитиме човековата околина ако тоа не преземеме мерки во кои спрегата ќе биде прекината. Еднаш ќе биде прекината. Или брутално може да биде соочувањето меѓу тоа што се прави урбанистички, локални власти, мафија, градежна мафија, бизнисмени и така натаму. Сега ова е политичко прашање, но е факт дека ние со тоа се соочуваме. Скопје особено е нападнато на тој план. Вака, прво, околу 3 решенија апсолутно нема никакви. Затоа ние во даден временски период од повеќе од година дена работевме на овие закони. Сега конкретно зборувам за Законот за урбанистичко планирање, кој што е пред владина процедура, значи во моментот е на усогласување со секретаријатот за законодавство при влада и очекуваме во најбрз временски период да влезе во влада, а потоа во собранието на Република Македонија. Што е тоа новина што може да за овие вака, јас ќе кажам само дел бидејќи во изминатиот период беше изнесен на ЕНЕР, на единствениот национален регистар, беше по сите комори, по градежен факултет, по секаде, за сите засегнати страни во општеството, значи чим го имало на ЕНЕР, секој можел во државата да го види и да дај своји забелешки и мислења околу текстот на законот. Добро. И ќе кажам уште една работа, што е многу битна. И не само за тој закон, туку и за законот за градење кој што е во нацрт фаза и за сите закони кои што произлегуваат. Тоа го докажав и со законот за патен сообраќај и ќе го правам со сите закони да сум во Министерството за транспорт и врски. Бидејќи како пратеник го барав и сега и ценам дека и тоа треба да се случува. А тоа е до последно се што е во интерес на граѓаните и до последно пред носењето на законот да биде прифатено. И затоа ми е целта покрај владата и собранието, меѓу првото и второто читање во собранието, повторно јавна расправа да се направи и сите доколку забелешки има прифатливи се од интерес за граѓаните. Екологистите веднаш реагираат дека тие се екологистите за санкционирање на ова што сега се случува. Прво и екологистите и сите можеа да реагираат со забелешки своји дадени уште во август месец кога беше на ЕНЕР. Голем дел на забелешки кои што беа и од фелата и од сите беа прифатени дополнително. Значи имаме дополнителна можност, а тоа е меѓу првото и второто читање пред почнувањето на амандманската расправа во собранието, сите забелешки. Јас еве јавно сите ќе ги поканам да дојдат на јавната расправа, сите забелешки. Јас сум отворен и транспарентен и сакам тоа така и да биде. Се што е во интерес на граѓаните се ќе биде прифатено. Меѓутоа мораме да ги гледаме сите аспекти ние. И во делот на животната средина која што ја спомнавте, и во делот на стопанскиот развој, сите да бидат аспекти опфатени при носењето на закон. Не се, господине Чомовски, овие закони. 27 пати е законот за градење во изминатиот период. Да. И сметам дека ние за 9 години 25 пати. Тоа беше нешто за кое што во тоа време ја и пратеник бев кога се менуваше, сум реагирал и сега сакам еден добар текст на закон да направиме, од кој што во идеален закон не постои. Меѓутоа, и во делот на заштита на животната средина да биде опфатено, и во делот на стопанскиот развој, значи за едно
еден балансирани закони кои што ќе на бараме начин најголем дел на општеството биде задоволено. Така да, пак ќе потенцирам. Значи не сакам во јавноста да биде поинаку сватено. Делот на урбанистичкото планирање, законското решение го носи Министерството, но спроведувач, имплементатор на генералните планови, на деталните урбанистички планови се општините. Добро, ама надзор врз тие акти припаѓа на министрите и на согласноста, власт. јас тоа ви го зборувам. Да. Министерството дава согласност на деталните планови, дали е во согласност со ГУПот, со генералниот урбанистички план, и дали сите дозволи од овластени министерства се добијани. Дали е прво во согласност со ГУПот, што е предвидено таму. Еве во моментот имате во општина Центар се ревидираат деталните планови, во општина Карпош имаме ситуација каде што Уставниот суд укина одредени планови. Како што се информира со градоначалникот, се работи на измена на тие планови и со едниот градоначалник и со другиот, така да тоа мора да биде во соработка, затоа што крајно деталните планови ги носат советите на општините. Министерството дава согласност. Тоа е клучното. Значи ја не сакам вие да можете да правите многу јавни настани, јавни дебати и така натаму, но е факт. Дали е претходно, па и претходните ваши власти. Јавните дебати за деталните урбанистички планови поминуваа на мизерен начин. Или тутма народ на 20 квадрати 200 души испотени, или на Пондокни и 31 декември, како што претходникот во Карпош тоа го правеше, и ликнува другиот ден цели згради изградурени. Чувството на одговорност, ваша и наша, е кон околината и кон пропорцијата меѓу култивираноста на живењето, еколошките стандарди и така натаму. Не можам да разберам дека се мораме да претвориме во бетон. Ништо не претвараме во зеленило и во култивираност на развој. Значи тоа тук му сакав да кажам. Значи прво делот на носењето на закони не подразбира само носење на закони толку. Значи врз база на тој закон се носат подзаконски акти, правилници врз база на кои што се регулира сето ова кое што вие сега ми го зборувате. Значи јас ако сум имал било каква тенденција за носење на такви закони, ние сме година и пол тоа сме можеле во првите 6 месеци да. Ние нема да носиме закони кои што се врзани со поединци за двајца или за пет. Интересот е на државата и интересот е на граѓаните. Тоа ми е клучното, инаку ние ништо нас, ако ни била тенденцијата таа не коштало во првите 6 месеци, двата закони да ги донесеме таму или да искористиме како тие што правеа во времето опозицијата надвор, па дајте сега да внесеме закон во скратена постапка да го донесеме. Не ми е целта таа. Целта ми е да дебатирам и со опозиција, и со јавност, и да прифатам аргументи. Таа ми е целта, бидејќи јас сум предлагач на законот. И општини, и граѓани, и екологисти, се. И на крајот, пак ќе кажам, идеални закон нема, меѓутоа подзаконските акти кои што се носат понатаму, овозможуваат да сите овие работи кои што вие ги спомнавте бидат регулирани.